Министерот Филипче планира Кочанската болница да ја трансформира во центар за ампутации. Ова е последната информација која е лиферувана во јавноста е поврзана со оваа болница. Најнапред Филипче во Штип најави можност за затворање на Кочанската болница поради нерентабилност. Со тоа што ќе се ослободиме од непотребните трошоци, од непотребно менаџирање на згради, инвестирање таму каде што цело време се ствара долгови, ние едноставно се ослободиме од тој систем. Една болница во регион ќе ги покри услугите за целокупното тоа население. Откакова најде на жестоки критики и негодувања кај кочанчани, министерот излезе со друга изјава според која болницата нема да се затвора, туку ќе се приватизира по моделот на јавно-приватно партнерство, а пациентите за исти пари ќе добивале подобри услови. Веќе денес има други најави. Концептот за регионализација ќе донесе голем бенефит за жителите, а болницата во Кочани ќе стане регионален центар за ампутации, каде ќе се вршат ампутации на пациенти од целата држава. Изјави Филипче. Во меѓувреме социјалните мрежи се преполни со коментари на кочанчани. Каква е таа глупост? Не смее градот Кочани да остане без здравствена заштита, без брза помош и без персонал. Наместо да се оди кон тоа да се вработат нови медицински кадри и да се обноват дотреените апарати во болницата, некој предлага истата да се затвори. Која глупост е тоа? Големо не за предлогот за затворање на болницата во Кочани. Оваа болница е градена од граѓаните на Кочани, со плаќање самопридонес за незина изградба. Кочанчани не заслужуваат вакво нешто, секогаш во одбрана на општественото добро за сите нас. Нека крчмат свое, не народно. Болницата е собственост на кочанчани, изградена со самодопринос. Дрскост е да се помисли некој да изстави катанец. Зборот затварање на Кочанската болница чинам дека од него, министерот, произлезе иако не во контекст на целосно затварање, повеќе како игра на зборови, за секоја последователна одлука ја доживееме како привилегија. А ампутниот центар е активен уште пред неполна година, така да тоа не е нешто ново. Ова се само дел од коментарите кои изминативе денови се пишуваат по социјалните мрежи. Инаку министерот најави дека сите евентуални промени во статусот на Кочанската болница ќе биле разгледани со вработените и по завршување на физибилити студиите ќе се отворела широка јавна дебата. Според него дејностите на болницата ќе останале, а приватниот партнер би инвестирал во инфраструктура.